Дневник на Канал Пулс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Антибиотици, лекови за притисок, карцином, диабетес против депресија. Од утре поевтинуваат уште 165 лекови. Ова е 9-то поред намалување на цената на лековите. Американската автомобилска компанија Амфенол ќе отвори нова, трета поред фабрика во Кочани. Македонија нема да прифати замена на тутунот со друга земјоделска култура, ако претходно научно и практично не се докаже дека има друга поисплатлива култура. Од утре стапуваат на сила новите намалени цени на 165 лекови. Станува збор за 9-то поред намалување на цените на лековите согласно методологијата на Министерството за здравство и Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Македонија. Вкупната заштеда од ова намалување на цените на лековите е над 653.000 евра. Од утре поевтинуваат 165 лекови во аптеките низ државава. Ова е 9-то поред намалување на цената на лековите. Само со последната корекција, граѓаните и болниците ќе заштедат околу 653.000 евра. Досега, од сите овие 8 претходно намалување на цените на лековите, заштедени се над 33 милиони евра во здравствениот систем. Дел од тие средства се заштедени од страна на јавните здравствени установи и здравството генерално, како сектор, а дел се заштеда на граѓаните преку намалување на цените на лековите во аптеките. Директорката на Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Македонија истакна дека повеќето лекови се намалуваат повеќекратно, а некои од нив континуирано во сите 9 фази на ревизија на цените. Лекови кои се користат за третман на висок крвен притисок, каде што имаме намалување од 50% кај рамиприлот и 40% кај валсартанот. Понатаму имаме намалување на хиконцилот, тоа е амоксицилин по генеричко име, значи антибиотик, каде што имаме намалување од 15%. Имаме исто така големо намалување кај лековите кои што се користат за третман на депресија. Со ова 9-то поред намалување на цените на лековите од 2012 година па досега се опфатени над 4800 лека, чија цена е намалена 2 или повеќе пати. Вкупната заштеда со тоа е над 33 милиони евра. Оваа системска мерка ќе продолжи да се имплементира и во наредниот период, односно веќе во октомври ќе следи и нова ревизија на цените на лековите. Американската автомобилска компанија Амфенол, која веќе работи во 2 капацитети во Кочани, до крајот на годинава ќе гради нова фабрика и ќе вработи уште 550 лица во овој град. Американската компанија вкупно ќе вработува 1300 лица од Кочани и околните места. Нова инвестиција најавува и холандската компанија Антура. Американската моќна компанија Амфенол, која што во Кочани веќе има браунфилд инвестиции, годинава отвора трета компанија, која што ќе биде изградена како гринфилд инвестиција. Предходните две се сместени во постоечки погони, додека за следната ќе се гради нова фабрика, нов капацитет, исто така во Кочани, во која што до крајот на годината ќе се вработат 550 лица. Заедно со досега вработените, до крајот на оваа година ќе имаат вкупно 1300 вработени лица. Од разговорот на градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски со странските инвеститори, тие потврдиле дека условите за инвестирање во општина Кочани се доста поволни, дека кадарот со кој располага општината и регионот се доста квалитетни и дека нивните бизнис планови и профити се позитивни и токму од тие причини веќе одлучија да го градат и третиот капацитет на американската компанија Амфенол. Ова инвестиција докажува дека мерките кои што се превземени од страна на нашата влада и задоволството кај инвеститорите покажуваат дека биле во право и дека со новата инвестиција, со новите над 500 вработувања, ќе имаме бенефит и ние овде кои што сме во Кочани, кои што се грижиме за намалување на невработеноста, а воедно ќе имаат бенефит и странските инвеститори кои што пред неполни 2 години
се вклучија, дојдоа во Кочани и видоа мощне, погодно тло каде што можат да ги реализираат своите инвестиции. Нова инвестиција најавува и холандската компанија Антура. Овие денови и една друга мощна голема странска компанија која што веќе инвестираше во општината Кочани и која што има преку 200 вработени, тоа е компанијата Антура од Холандија, која што е Гринфилд инвестиција, веќе ја најави својата втора фаза, односно зголемување на капацитетите уште за онолку колку што ги има досега. Инаку, невработеноста во Кочани е преполовена или поточно од 2006 година беа регистрирани 11.000 невработени. Денес во Кочани има 5.300 невработени. Тоа е резултат не само заради Амфенол, туку заради сите оние кои отворија нови компании во Кочани или пак ги проширија своите капацитети и вработија нови луѓе. Започна примената на Законот за заштита на укажувачи. Со овој закон се уредуваат заштитеното пријавување, правата на укажувачите, како и постапувањето и должностите на институциите во врска со заштитеното пријавување на нерегуларности во компаниите, чие решавање е во јавен интерес. Стапи на сила Законот за заштита на укажувачите. Се работи за закон кој ги обврзува сите компании со повеќе од 10 вработени да воспостават внатрешен систем за пријавување неправилности, односно да изберат едно лице во кој вработените имаат доверба и на кој ќе му ги пријавуваат неправилностите за кои сметаат дека се присутни во работата на компанијата, а чие решавање е од јавен интерес. Фирмите кои имаат повеќе од 10 вработени мора да имат внатрешен акт, значи одреден правилник со кој ќе се регулира тоа заштитено внатрешно пријавување и да одберат лице кое ќе биде овластено лице за прием на пријавите од укажувачите. Додека кај помалите фирми испод 10 вработени, тоа пријавување треба да се врши кај раководното лице, фактички кај директорот на фирмата. Личните податоци и идентитетот на укажувачите нема да се открива, а и самата информација е доверлива. Ако настанат последици по работниот однос на укажувачот да добие отказ или промена на работното место, судските постапки по тој основ ќе се водат по итна постапка и обврската за докажување паѓа на другата страна. Обврската за примена на овој закон важи и за јавните и за приватните компании. Бизнис заедницата во најголем дел смета дека примената на законот ќе значи дополнителен административен товар врз приватните компании. Моето лично мислење е дека овој закон е непотребен кај приватниот сектор. Тој повеќе требаше да ги заштити така наречените свиркачи во јавниот сектор и во институциите, додека правото на секој работник, на секој граѓанин да пријави одредена неправилност или сомневање за злоупотреба во Министерството за внатрешни работи, во кај јавниот правобранител или кај обвинителството си останува и понатаму. Законот предвидува оваа функција во фирмите да може да ја вршат правници, економисти или кадри со завршен факултет за безбедност и одбрана. Назначените лица ќе имаат обврска на секој 6 месеци да поднесуваат извештаи за работата до Државната комисија за спречување корупција. Иако законот не предвидува рок во кој ќе можат компаниите да се адаптираат на неговите потреби, сепак предвидени се глоби во износ од 2000 до 6000 евра за фирмите што нема да воспостават ваков систем. За исполнување на оваа законска обврска, фирмите очекуваат Министерството за правда наскоро да ги објави препораките за имплементација на Законот за заштита на укажувачите. Триесетина млади од општините од Источниот плански регион се учесници на 5-дневната школа за иновации и предприемништво, чии домакин е Кочани, а истата ја организира Центарот за развој на Источниот плански регион преку својот бизнис центар за поддршка на малите и средни предпријатија. Целта на школата е да се поттикне и подржи потенцијалот на младите, амбициозни и талентирани луѓе, да ги надградат и усовршат своите вештини и да ги развијат креативните и предприемачки способности. Центарот за развој на Источниот плански регион во рамки на проектот Формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни предпријатија во Источен плански регион организира школа за иновации и предприемништво, чии домакин е Кочани.
Школата има за цел да ги охрабри и зацврсти предприемничките мисли и дела на жителите на Источниот плански регион. И истата ги опфаќа темите: концепт на предприемништво, лични вештини и алатки за планирање на бизнисот, оценка на окружување и области за иновации и алатки и вештини за мобилизирање на средства од расположливите програми. Оваа школа за иновации и предприемништво се одржува од рамките на проектот кој се спроведува од страна на Центарот за развој на Источниот плански регион и е во функција на регионалниот развој на планските региони, значи конкретно на Источниот плански регион. Врз основа на Законот за рамномерен регионален развој во Република Македонија и програмата на Влада на Република Македонија за рамномерен регионален развој, а со цел зголемување на конкурентноста на планските региони во Република Македонија, во изминатата година, значи 2015 година, во почетокот на годината започна да функционира бизнис центар кој е во рамките на Центарот за развој на Источниот плански регион. Целта ни беше да ги собереме младите лица, значи претежно групата е составена од лица од 18 до 35 годишна возраст, значи лица кои што во себе имаат потенцијал или желба да видат што значи предприемништво, на кој начин се води бизнис, како да ја разработат идејата која имаат во главата, во насока да ја стават на хартија и понатаму да видат од каде може да добијат средства за да ја реализираат идејата за бизнис. Школата ја водат успешни предприемачи од Gestalt Solutions, C-Communication, ЗБК Креација и надворешни консултанти и експерти со долгогодишно искуство од областа на иновациите и предприемништвото, проект менеджер со меѓународен сертификат за проектен менеджмент, ментор со национално и меѓународно искуство во подршка на стартапи, експерти и консултанти за иновации, проектен менеджмент и маркетинг, развој на мрежи, менторска подршка и истражување за финансирање на проекти, како и успешни представници од бизнис секторот. Штипското јавно предпријатие ИСАР ги известува граѓаните дека поради големината на дефектот на водоводна линија во населба 8 ноември во Штип и утре 1 април петок, целосно ќе биде затворена за сообраќај дел од улицата Боро Арсов, на потек од улица Партизанска до улица Енгелсова. Исто така се известуваат жителите на улица Партизанска од број 37 до број 51, дека утре ќе бидат без вода за пиење во период од 4 часот наутро се до завршувањето на работите. Продолжуваме со останатите актуелности. Македонија нема да прифати замена на тутунот доколку не се докаже дека одгледувањето на друга земјоделска култура е поисплатливо. Светската здравствена организација бара Македонија да го замени тутунот со друга земјоделска култура. Македонија не прифаќа, ако претходно практично и научно не се докаже дека нејзиното одгледување би било исто толку профитабилно, исплатливо, но и соодветно од аспект на специфичните климатски почви и агроуслови. Како што потенцираат од Светската комора на Македонија, државата останува со истиот став непроменет во однос на Светската здравствена организација, кој ако е потребно и повторно ќе го изнесе на предстојниот состанок на работните групи во Индија. Тутунарите годинава задоволни од откупот, субвенциите и секако од ниските трошоци на садењето. Према од другите години подобро е оваа година. Цените подобро беше од према ланската цена, оваа година подобро е цените. Исплатливо е да работиш. Па до некаде беше добро цената, околу 170 динара. Тука некаде беше простеко. Добро е. Задоволни сме многу, како не, благодарни сме со субвенцијата, со тоа по 250 динара им се фаќа тутунот, па што сака повеќе. Па од другите години секако дека е поарно, нели, од порано. Еве овие 2-3 години стварно тутунот е платен и луѓето се задоволни сега. И до година очекуваме сепак, нели, да остане таа гранка. Годинава тутунот постигна извонредно висока откупна цена, 185 динари за килограм или 55% повеќе во однос на ланската година, кога се плаќаше по 117 динари. Инаку во Македонија од тутунот екзистираат 40.000 семејства, а само на истокот околу 1000 домаќинства, претежно од плачковичките села.
Сдруженијето на пензионери во Виница најави зголемен буџет за тековната година и повеќе пари за селските клубови. Меѓутоа, дел од ланските проблеми се пролонгираат за решавање во претстојните месеци. Статусот на објектот на Сдруженијето кое се води во собственост на Фондот за пензиско инвалидско осигурување, користењето на владините бенефиции, обезбедување превоз на пензионери за специјалистички прегледи, континуирана здравствена заштита на пензионерите од руралните средини, се само дел од задачите кои Сдруженијето на пензионери во Виница ќе ги решава и предстојната година. Со повеќе забелешки и сугестии беа усвоени завршните сметки за 2015-та, но со амбициозна најава за зголемен буџет во 2016-та, речиси 100.000 денари повеќе од чланарина, со што ќе се овозможи поголема поддршка на ограноците, тоа селските клубови. Ние имаме посебен клуб за жени, а посебен е клубот за мажи. Кај жените повеќе се дружат за договор за екскурзии што организираме. Имаме поддршка тука од Сдруженијето на пензионери од Виница. Пензионерите од Истокот најмногу го користат бесплатното бањско лекување, додека останатите бенефиции не се лесно достапни за нив. Сме информирани, ако не се некои жени информирани, јас ги информирам. Меѓутоа досега бањско лекување искористуваат. Викендот не. Мислам дека дури и за викендот и не конкурираат. Малку сме запоставени ние здруженијата, поготово од Исток. Ние мораме да одеме во автобус и да ми кажат тамо дека ако не си ја платеш картата, дека ќе платеш казна. Петок и вторник са бенефицирани денови. Помалите здруженија не учествуваат како Сдруженијето во Скопје. Во Виница има 2400 пензионери и еден добар дел од нив се активно вклучени во сите културни и спортски манифестации кои се одржуваат на регионално и републичко ниво. Јавното предпријатие Стипион 2011 од денес го санира детското игралиште на улица Личка во Штип. Се решава проблемот со атмосферските води, со што ќе се заштитат и околните куќи. Јавното предпријатие Стипион 2011 од денес започнува со уредување на детското игралиште на улица Личка, чија функционалност е нарушена со последните обилни врнежи. Во план е да се санира околниот дел на игралиштето, каде ќе биде поставен систем за прифаќање и одвод на атмосферските води, кои се опасност не само за игралиштето и децата, туку и за куќите во близина. Конкретно се работи на одводнување на атмосферската вода, кој што во даден момент и во порани дождови може да дојде до попалување на самото игралиште, а низводно и на куќите кои што се во близина на ова игралиште. Се работи за еден поголем зафат кој што можеби ќе бара исфрлање на земја и шут некаде околу 150 метри кубни, ќе дојде до поставување на цевки, за да можеме да ја канализираме оваа атмосферска вода и понатаму да тече по атмосферските канали кои што се наоѓаат на улица Личка. Јавното предпријатие Стипион деновиве работи на обнова на хоризонталната сообраќајна сигнализација на најфреквентните улици во градот. Во план е и обнова на тротоарите, онаму каде локалната власт според пријавите од граѓаните ќе утврди дека треба да се интервенира. Подигнувањето на тротоарите или обновување на самите тротоари подлежат на локалната самоуправа, значи во соработка со локалната и со договор со градоначалникот има еден план на работи, на активности кои што се преземени од локалната, така да со договор со градоначалникот верувам дека ќе бидат преземени да ги санираме и овие тротоари и оному каде што се нарушени да ги доведеме во еден нормален ред. Над 40 единици крв се собрани на денешната крводарителска акција која беше организирана во Средното општинско училиште Колен Ехтенин во Штип. Во иднина се предвидени повеќе крводарителски акции во училиштата и институциите, со кои ќе се надополнува веќе доволниот број на крвни единици за потребите на болните на ниво на Република. Во Штипското средно општинско училиште Колен Ехтенин денес се реализираше крводарителска акција за учениците од 4-та година со полни 18 години. Според доктор Натали Иванова, акцијата се одвивала во најдобар ред. Веќе имаме собрано околу 40 на крвни единици од хуманите ученици во средно училиште и голема благодарност до нив, на големиот одзив и големата хуманост. А мотивите да ја даруваат својата драгоцена крв за секој ученик
различни. Што е она што те натера еве да даруваш крв? 2 слободни дена. Хуманоста? Па сега секој и тоа. Дали веќе даруваш крв или? Не, чекам ред. Ова е прв пат да даруваш? Прв пат, да. Кој е мотивот? Хуманоста пред се. Сакаш да помогнеш? Да. Доктор Иванова истакна дека во средните училишта крводарителски акции се организираат 2 пати годишно. Се организираат акции во голем број институции. Сепак, секој може да дарува крв во било кој период од годината. Сите хумани граѓани кои сакаат да даруваат од својата крв може да дојдат во Институтот за трансфузиона медицина регионален центар Штип кој се наоѓа во клиничката болница Штип и да даруваат од својата драгоцена течност секој работен ден од 8 часот до 3 часот. А според вашите сознания има ли доволно количество крв во клиничка болница Штип? Моментално не само во клиничка болница Штип, туку и во целата република има доволни количини на крв благодарение на хуманите граѓани кои несебично даруваат од својата драгоцена течност. Секојдневно се спасуваат многу животи. Наредната крводарителска акција се очекува веќе на почетокот на април во Средното општинско училиште Јане Сандански. Од секретарот на општинската организација на Црвениот крст Никола Камчев дознаваме дека кон крајот на април е предвидена уште една помасовна крводарителска акција на ниво на општина Штип. Шест лица загинаа, меѓу кои 20 турски државјани во напад на неидентификувани вооружени лица врз минибус кој возел работници кон болница во сомалискиот главен град Могадишо. Напаѓачите се движеле со автомобил кога отвориле оган кон минибусот околу зградата на турската амбасада. За сега никој не ја презел одговорноста за терористичкиот напад. Се претпоставува дека е дело на Ал-Шабаб, радикална исламистичка група создадена во 2004 година на територијата на Сомалија. Вооружени напаѓачи упаднаа во просториите на сателитската телевизија Ал-Наба, ја прекинаа нивната програма и го натераа персоналот да ја напушти телевизиската станица, соопштија двајца новинари на тој канал кој се смета за близок до властите. Програмата е целосно прекината половина час откако на екранот се појави црвен надпис ИТНО и потоа текстот на пораката дека синовите и револуционери на Триполи го затвориле овој канал. 7 кандидати за функцијата генерален секретар на Обединетите нации ќе учествуваат на неформалните сослушувања што ќе се одржат во централата на светската организација во периодот од 12 до 14 април, изјави председателот на Генералното собрание на Обединетите нации Магенс Лукетов. Според него тие ќе се преведуваат на официјалниот сајт на Обединетите нации на сите 6 официјални јазици на организацијата: англиски, француски, руски, арапски, шпански и кинески. Познатиот хрватски ракометен тренер Лино Червар, долгогодишен тренер на Металург, потврди дека создава еден нов голем проект во македонскиот ракомет. Тој во интервју за хрватскиот портал Германијак, меѓу другото ги откри плановите и амбициите на Металург, а и проговори за состојбата на ракометот во Македонија. Металург доживеа финансиска криза која ги погодува и сличните и помалку познатите клубови. Имавме проблеми и ги загубивме сите клучни играчи. Градиме еден нов Металург и тоа млад Металург кој идната сезона повторно би играл во Лигата на шампионите. Червар започнува од нула и не му е лесно, но сепак има големи мотиви. Според него, Металург повторно ќе биде темелот на македонската репрезентација. Тој за хрватските медиуми откри дека ракометот е спорт број 1 во Македонија. Тоа е навистина чудно со оглед на тоа дека фудбалот е национален спорт во сите држави, но ова е единствената држава во Европа во која фудбалот не е број 1 спорт, туку тоа е ракометот. Индира Кастратовиќ и девојките полека се подготвуваат за дуелот во Лигата на шампионите против екипата од Норвешка против Ларвик. Тренерот Индира Кастратовиќ потенцираше дека со максимална поддршка од трибините може да стигне до одличен резултат. Вардар е во ситуација да направи одличен резултат бидејќи реваншот се игра на гостински терен, па со помош на публиката да си обезбедат помирен реванш. Клучна ќе биде публиката на овој надпревар. Сите посакуваме да ја завршиме сезоната со радост. Го познаваме добро Ларвик, ги следиме, а имаме играно со нив. Тие се екипа која игра подобро на гостински терен и имаат високо темпо на игра во текот на целиот надпревар.
Ларвик има страшно брз контранапад, но нема трпение. Нашата одбрана, тоа што го покажуваме 4-5 меча, може да ни донесе добар резултат, истакна Индира Кастратовиќ. Надпреварот од четвртфиналето на Лигата на шампионите ќе се одигра во сабота на 2 април со почеток во 17 часот и 30 минути во спортскиот центар Јане Сандански. Ова беше се во ова издание на Дневникот. Останете со програмата на Канал Плюс и имајте пријатна вечер.